посетители, почитувани екселенции, драги гости од Руската Федерација и Чешката Република, драги браќа и сестри во Христа од Бигорскиот и Лесновски манастир, представници на државни институции, драги почитувачи на духовните и хумани вредности. Добродојдовте на првиот меѓународен филмски фестивал на духовни и хумани вредности, Богородичен покров, кој се одржува под мотото Блага вест за Македонија. Фестивалот се одржува со благослов на Македонската православна црква Охридска архиепископија, а негов покровител и поддржувач е Агенцијата за филм на Република Македонија. Ја имаме таа чест оваа година почесен председател на фестивалот за 2016-та да е професор доктор Јован Таковски, протоерей Ставрофор, нашиот денешен современ Свети Климент Охридски, кој ги има преведено најголемиот број на богослужбени книги на нашата црква, исто како никогаш Свети Климент. Членови на програмскиот совет на фестивалот се господин Драги Таневски, директор на фотографија, господинот Антонио Митрикески, режисер, кој ви се заблагодарува за присуството од Сиднеј, каде моментално професионално престојува. Господин Ѓоко Ѓоргески, професор и декан на Богословски факултет, Свети Климент Охридски во Скопје, како и Зорица Костовска, автор и директор на фестивалот, теолог и ТВ и филмски продуцент. Организацијата на фестивалот е на Top World ТВ и филмска продукција и маркетинг агенција од Скопје. Овој ден на фестивалот е со наслов Просветление и има за цел да го одбележи меѓународниот јубилеј 1100 години од упокојувањето на големиот македонски и сесловенски просветител Свети Климент Охридски. Со неговите поуки ќе се потрудиме да го просветлиме овој настан и да се пренесеме во времето кога тој му проповедаше на народот со своите премудри совети. Драги посетители, го поканувам почесниот председател на фестивалот за 2016 година, професор доктор Јован Таковски, да го благослови овој фестивал и да има поздравен говор. Повелете. Ваши екселенции, почитувани гости, браќа и сестри во Христа. Се чувствувам привилегиран што ми се укажа честа да бидам почесен председател на првиот меѓународен фестивал за духовни вредности, насловен Богородичен покров. Самиот наслов ме асоцира на празникот Покров на Пресвета Богородица, што Православната црква го слави на 14 октомври, 1 октомври по стар стил, односно вчера, само еден ден пред почетокот на овој 4-дневен филмски фестивал. Тој Богородичен празник е востановен по повод еден вистински настан што се случил за време на едно сеноќно дејање во Богородичната црква Влахерна во Цариград, денешен Истанбул. На оваа дата, во 911 година, Свети Андреј Јуродив, чиј спомен го славиме денес, со неговиот ученик Епифанија, ја виделе Мајката Божја во неискажлива светлина, придружена од апостолите, светителите, мачениците и девиците, како со својот расширен омофор го покрива мноштвото верници во храмот. Тој настан само ја потврдува грижата на Пресвета Дева Марија, мајката на Спасителот на светот Господ Исус Христос, како покровителка и заштитничка на христијаните, која со своите посреднички молитви го моли Бога да се смилува кон нас грешните. Таа својата помош ја покажувала и ја покажува безброј пати, како кон поединци, така и кон цели народи, како во мир, така и во војна, како во монашки пустини, така и во градови со многубројни жители.
И главниот град на Република Македонија Скопје ја има за своја заштитничка Пресвета Богородица, но сметаме дека е време да се размисли Мајката Божја да биде прогласена како заштитничка на нашата држава, имајќи го предвид фактот дека според црковното предание таа ја посетила и Македонија и со тоа ја осветила нашата земја. Се надевам дека овој филмски фестивал ќе ни помогне духовно и морално да се збогатиме и да почнеме на прво место ние, свештениците, родителите и повозрасните, посериозно да размислиме за пренесување на духовните и моралните вредности на помладите, почнувајќи уште од најраното детство, како во семејството, така и во просветните установи, зашто кризата во која што живее нашето општество, како и пошироката човечка заедница, е пред се морална и духовна. Се молам Пресвета Богородица, која во нашите секојдневни молитви и литургиски песни ја воспеваме како почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите, која нетлено го родила Бога Словото, да не закрилува и во текот на овој филмски фестивал, како и во текот на целиот наш живот, и од него да излеземе духовно попросветлени. На крајот го давам и мојот благослов, благословот на нашата црква за почетокот на овој фестивал и тој навистина да вроди со вистински духовни плодови. Благодарам. Отец Стаковски, постои голем интерес за вашиот мастер-клас на тема духовните вредности, целта и смислата на животот според делата на Свети Климент Охридски. На оваа трибина и посетителите ќе имаат можност да постават прашања и се разбира да добијат одговори. Во овој момент ве молиме да ни одговорите на прашањето: која е целта и смислата на животот според нашиот голем учител Свети Климент Охридски? Свети Климент Охридски, како изворенен учител и пастир, своето учење и проповед го базира врз откровението Божјо, врз Светото писмо и Светото предание. Најкраткиот одговор на ова прашање го дава самиот Господ Исус Христос, кога вели: барајте го најнапред Царството Божјо и Неговата правда, а другото се ќе ви се придодаде. Свети Климент во своите поуки, проповеди, го дава одговорот и средствата за придобивање на Царството Божјо. Сушност, Господ Христос ја восстановил црквата за да го води народот Божји и сите добронамерни кон тоа царство. Секоја литургија ние ја започнуваме со возгласот: благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух. Значи, првиот подвиг кон Царството Божјо ние го доживуваме на секоја литургија, ако е служена како што треба, и таа е, најкратко речено, предслика, предвкус на Царството Божјо. Тоа Царство Божјо овде на земјата тешко е ние да го доживееме надвор од литургијата, од литургискиот живот. Во делата на Свети Климент, што јас ги проучував поголем дел од мојот живот, литургијата, Евхаристијата зазема централно место. Се друго треба да не доведе до литургијата, бидејќи без неа, без литургија нема ни црква. Самата литургија, Евхаристија и црква, самиот збор црква, значи собрание. Таму кај што има црква, има и литургија. Кај што има литургија, има и црква. Значи, нема црква надвор од литургијата. Ова мислам дека ќе можам да го образложам подетално на мастер-класот што ќе се одржи вечерва во 18:30. И тука ќе можеме ние подетално да ги разјасниме сите средства што ни ги дава Господ во црквата
преку нашиот учител Свети Климент, кој често пати не опоменува да ги читаме делата на светите наши отци, учители на црквата и на сите светители, да видиме како тие му угодиле на Бога и како се прославиле, па и ние, следејќи го нивниот пример, да ја постигнеме крајната цел на нашиот живот. Благодарам. Благодарам и вам, отец Таковски. Сите заинтересирани посетители ќе можете бидат присутни на трибината вечерва во овој театар во 18 часот и 30 минути на малата сцена. Се заблагодаруваме на хорот на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски под диригентство на Игор Величковски, кој го исполни тропарот на Свети Климент. Инаку, во овој ден, посветен на Пресвета Богородица, по трибината со доктор Таковски ќе имате можност да го проследите и рускиот филм Се царица. Благодарение на поддршката на амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија, ќе имаме можност да проследиме поголем број на руски духовни филмови, за што ја изразуваме нашата голема благодарност. Голема ни е радоста што во рамките на овој фестивал гостин ќе ни биде и лично амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, неговата екселенција Олег Николаевич Шчербак и неговата сопруга госпоѓа Лариса Шчербак, заедно со членовите од амбасадата, представниците на Хотел Русија и бројните гости од Руската Федерација. Ја поканувам неговата екселенција господин Шчербак да го поздрави овој фестивал и сите присутни. Уважаемый почетный председатель первого международного кинофестиваля, профессор доктор Иван Таковский, протоиерей Ставрофор. Уважаемые представители Македонской православной церкви, уважаемый коллега, посол Чешской Республики в Республике Македония, господин Мирослав Рамеш, уважаемые организаторы, гости фестиваля, дамы и господа,
дорогие друзья. Почитуван почесен председател на Меѓународниот филмски фестивал за културни и хуманитарни вредности доктор Јован Таковски, протоиерей Ставров. Почитувани представници на Македонската православна црква. Почитуван колега, амбасадор на Чешка република во Република Македонија, господин Мирослав Ранеш. Почитувани организатори, гости на фестивалот, дами и господа, драги приятели. Мы живем в тревожное время, когда стираются границы между добром и злом, когда духовные ценности, слагающие основу человеческой цивилизации, такие как семья, вера в Бога, любовь к ближнему, самопожертвование, совесть и правда, любое доброе человеческое чувство сегодня все чаще подвергается сомнению, а порой и откровенному высмеиванию. Ние живееме во многу алармантно време, кога се бришат граници меѓу доброто и злото, кога духовните вредности, кои се основа на човечката цивилизација, како што фамилија, вера во Бог, љубов кон ближните, самопожртвуваност, совест и правда, секое добро човечко чувство, денес се почесто се подложуваат под сомневање и понекогаш нескриено исмеивање. Но именно в такие трудные времена люди испытывают особую потребность в своего рода нравственных маяках, которые напоминали бы о том, что в этой жизни правильно, а что нет, что истинно, а что ложно, и в чем, в конце концов, заключается смысл жизни человека, созданного по образу и подобию Божьему. Представляется, что Международный кинофестиваль духовных и гуманитарных ценностей «Покров Богородицы», который мы сегодня открываем в Скопье, способен стать одним из таких ярких спасительных маяков. Токму во таквите тешки времења, луѓе имаат посебна потреба во, на некој начин, светилник, кој подсетува што во животот е правилно, а што не, што е вистинско, а што е лажно, и на крај, што е смислата на живот на човекот, кој е создаден по образ Божи. Изгледа дека Меѓународниот филмски фестивал за духовни и хуманитарни вредности Богородичен покров, кој го денес отварено во Скопје, може да стане еден од такви сјајни светилници. Мне чрезвычайно приятно, что в число центральных событий фестиваля его организаторы включили ретроспективу российского документального и художественного кино на духовную тематику, ибо такая тематика всегда занимала особое место в жизни и культуре России. Многу ми е драго дека во низа на централните настани на фестивалот од страна на организаторите е вклучена ревија на рускиот документарен и игран филм посветен на духовната тема, бидејќи оваа тема секогаш имаше посебно место во животот и уметноста на Русија. Я искренне рад приветствовать вместе с вами здесь, в Скопье, очень интересного гостя и незаурядного человека, президента Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», матушку Софию, известных деятелей кинематографии из Чехии, господина Иржи Свободу и Виктора Криштофа. Искрено ми се радува да ја поздравам овде во Скопје многу интересната гостинка и надпросечен човек, председател на Меѓународниот православен Сретенски филмски фестивал «Встреча»,
Матушка София, познати филмски дейци от Чешка, господа Виктор Криштов и Иржи Свобода. Такие контакты чрезвычайно полезны для всех нас. Наши народы, благодаря общим многовековым культурным и духовным корням, очень близки. Соответственно, схожи искушения и угрозы, с которыми нам приходится сталкиваться в эпоху глобализации. Тем важнее и актуальнее совместные усилия по укреплению морально-нравственных ценностей и ориентиров, являющиеся нашей общей опорой всего православного и христианского мира. Благодарение на общите повековни културни и духовни темели, нашите народи се многу блиски. И тоа значи дека се слични искушенија и закани со кои тие се принудени да се соочуват во добата на глобализацијата. Затоа и се поважни и поактуелни заеднички напори за зацврстување на морални вредности кои се ослан на целиот православен и христианский свет. К большому сожалению, сегодня нашим общим неприходящим ценностям брошен серьезный вызов. Но, к счастью, как свидетельствует в том числе обширная и разнообразная программа этого кинофестиваля, нам есть чем ответить на этот вызов. И этот ответ зиждется не на силе, а на вере и правде. За жал, денес овие вечни вредности се соочија со сериозен предизвик. Но за среќа, како што сведечи меѓу другото и големата и богата програма на овој филмски фестивал, ние имаме што да одговориме. И одговорот се темелува не врз силата, туку врз правдата и верата. В связи с этим я хотел бы от души пожелать всем участникам и организаторам кинофестиваля успехов и творческих удач в их благородной просветительской миссии. Ее главный смысл состоит в том, чтобы помочь нам, зрителям, независимо от возраста, национальности, профессии и вероисповедания, задуматься об истинном и вечном, о том, что невозможно измерить деньгами и материальными благами, стать добрее и внимательнее к окружающим нас людям. Уверен, что тогда мир наш общий мир станет лучше и светлее. Во врска со тоа, би сакал од се срце да им посакам на сите учесници и организатори на филмскиот фестивал успех и творечка среќа во нивната благородна просветна мисија. Нејзиниот главен смисол е да ни помогне на нас, гледачите, без разлика на национална и верска припадност, професија, возраст, да размислиме за вистинското и вечното, за тоа што не може да се мери со пари или други материјални добра. Да станеме подобри и погрижливи кон луѓето што не обкружуваат нас. Убеден сум дека тогаш нашиот свет ќе биде малку подобар и посветен. Я хотел бы пожелать счастливой судьбы первому международному кинофестивалю, посвященному духовным и гуманным ценностям. Хотел бы, чтобы это стало доброй традицией, которая бы имела счастливое продолжение. Спасибо. Би сакал да му посакам на првиот меѓународен филмски фестивал за културни и хуманитарни вредности среќна судбина.
би сакал овој фестивал да има среќно продолжување. Ви благодарам на внимание. Умывает красное солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синего, и светла от берез Россия. У нее коза пшеничная, ромниковые глаза, и поляны земляничные щедро дарят леса. Отлучись, дорога дальняя, загрущу в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синего, и светла от берез Россия. Прекрасната композиција Русија, која пред малку ја слушнавме, ја изведе градскиот руски вокален ансамбл Чајка со седиште во градот Скопје. Денешниот ден просветление ќе биде посветен и на најголемите македонски и сесловенски просветители, светите Кирил и Методи, со проекција на филмот веднаш по свечењето отварање на овој фестивал. Филмот е насловен Свети Кирил и Методи, сесловенски апостоли, кој што е во чешка продукција, а чиј продуцент е господинот Виктор Криштов. Тој ноќеска имаше промоција на неговиот најнов филм во Прага и денес го очекуваме директно од аеродромот во Скопје да ни се придружи и да се поклони под покровот на Пресвета Богородица. Голема благодарност и до амбасадата на Чешката република во Скопје за поддршката и обезбедувањето на филмовите посветени на Свети Кирил и Методи и на Јан Хус, кои ќе бидат прикажани на овој фестивал. Филмот Јан Хус ќе има својата интернационална премиера по промоцијата во Чешката република токму под овој покров. Почитувани посетители, со посебно задоволство го покануваме господинот Мирослав Рамеш, амбасадор на Чешката република во Македонија, да има поздравна реч. Повелете. Почитувани високи гости, Ваша Екселенција, драг колег, дами и господа, добар ден. Најпрви дозволете ми срдечно да ве поздравам во свое име и во име на амбасадата на Република Чешка во Скопје и да ви се заблагодарам за вашата покана на учество на првото издание
na Međunarodni filmski festival Orgoročen pokrov. Tokom vreme što je isključitelno složeno i koga okolo nas se slučuva burni nastani, potrebno je da se podsjetime na značenje to, na pojmite kako što je humanizam, istina, identitet, no i sloboda i samostojnost, zašto ovije pojmy se kogaž nese odrazbira. Ako gi dobram duhovnite i humanističkite vrednosti treba da se spomene humanizmot, što u tekotna istorijata donese novi ideali, ovozmožni razvoj na narodnite jazici, njegovo vlijanje se pojavi i u novi orijentaciji i nauki, vo početotice na modernata fizika, astronomija i biologija i vo 19. vek nevjerojatni rezultati vo forma na razvivanje na čovjekovite slobode, pravna i socijalna zaštita na pojedincite. Humanistička ta programa je na emancipacija i sloboda se kako dekana vidjuvala i na otpor i u mnogu slučaj prezvikuva građanski i verski vojni. No, tragičnite posljedici ja posadja humanistička ta nadež od Dvete svjetski vojni. Sepak tokom ovije nastane i pojavljivanje to na novovremenski te vojni i konflikti bi trebalo da ne vodat kon svatatino, deka duhovnite i humanistički te vrednosti, čovjekovite prava, slobodata, socijalni status, na siromašnite, a glavno ograničuvanje to, na nasilstvo to po celi svet bi trebalo da bide osnova za razmisluvanje na naše to sovremeno opštestvo. Republika Češka so Makedonija je povrzuva visoko nivo na prijateljstvo, a pritova ne samo 25 godine novovremeni odnosi. Naši te narodi gi povrzuva dolga istorija, duhovna, kulturna i jazična srodnost i civilizacijske vrednosti. Tokom Kirila i Metodij go širile hristijanstvo to, če Velika Moravija, i go sozdale prvo to slovensko pismo Glagolicata. Blagodarenje na njih Slovenite možele da nauče da čita i pišuva i da go započna patot kon obrazovanje to i napredokot. Potekot na godišnja ta istorija bi možel da spomena mnogo bitni ličnosti koji možat da se povrzat so idealite na humanizmu. No dovoljno je samo da se spomenat imperator Karel IV, mastor Jan Hus i učitelj na narodite Jan Amos Komenski i kako simbola naša ta novovremenska državnost, prvi od predsedatelja Čehoslovačka Tomáš Garrigue Masaryk. Spomenovanje to na ličnosta i mislite na Jan Hus odigra važna uloga u procesu na nacionalna ta prerodba od 19. vek, koga Jan Hus dobi izgled na nacionalen, sekularen svetec i so nego se povrzuva mnogo drugi češki važni ličnosti. Gesto to, vistinata osloboduva, koje od 1918. godina je del od predsedateljsko to zname, je isto taka misla na Hus. Odbeležovanje to na denot, na zapalovanje to na Jan Hus, ova godina obeležujeme 601 godina, ukažuva na to, deka nasledstvo to na ovoj sveštenik, vo češko to opštestvo i kultura ima se ušte svoje mjesto. Republika Češka na festivalu učestva su dva filma, pa zato dozvolite mi da vi gi predstavam našite gosti od Republika Češka, producentot i režizerot na filmu od Kiril i Metodij, gospodin Viktor Krištof, koji će doći, dramaturgot na filmu Jan Hus, gospođa Marta
Marča Alichteva i režisérot, scenarist i pedagogот gospodin profesor Jiří Svoboda, koji gi snimi filmot Jan Hus. Srdečno bih pozdravivam našite gosti tuka među nas. Dozvolite mi za kraj, da im se zablagodaram na organizatorite na festivalot, zašto ova tema, da im posakam uspjeh i da im se zablagodaram za sorabotkata, a nasrte vas, da vi posakam prijatno kulturno doživovanje. Vi blagodaram za imanje to. Прекрасната композиција Аве Марија ја исполни градскиот мешан хор Вардар од Скопје под диригентското водство на Јасмина Ѓоргеска. Утрешниот ден, недела 16 октомври, ќе биде посветен на руските духовни филмови и затоа програмата ја нарековме Руско духовно кино. Најголемиот број на филмови, ни беа возможени од страна на Меѓународниот филмски фестивал Сретение од Русија, зашто изразуваме неизмерна благодарност. Благодарност и огромна радост изразуваме посебно до председателката на Меѓународниот филмски фестивал Сретение, Матушка Софија, која ни е почесен гостин од Русија и која е денеска со нас. Ја замолуваме Матушка Софија да ја сподели нејзината неизмерна љубов со сите вас и на оваа сцена. Повелете.
Досточтимые отцы, братья и сестры, дамы и господа, мир вашему дому. Вашето високо блаженство, драги приятели, браќа и сестри, мир на вашиот дом. Этим приветствием приветствуют друг друга все христиане мира и все добрые люди. И это приветствие является девизом нашего фестиваля, Международного православного Сретенского кинофестиваля, который 12 лет тому назад по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента мне благословлено возглавлять в России. Овој поздрав е поздрав на сите христијани и сите добри луѓе. И овој поздрав е мото на нашиот меѓународен филмски фестивал Сретенија. Филмски фестивал кој што беше основан пред 12 години со благослов на митрополитот Калужски и Егоревски Климент. По образованию я педагог-психолог. И 12 лет тому назад, когда меня благословили проводить этот фестиваль, не было достаточно фильмов, и в России достаточно не было фильмов духовно-нравственного содержания, благодаря которым я могла бы заниматься, вести свою педагогическую деятельность с детьми и молодежью. Според образованието, јас сум педагог-психолог. И пред 12 години, кога почне нашиот фестивал, во Русија немаше доволно филмови за духовна тематика, со кое што јас би можела да водам педагошка, воспитувачка дејност меѓу деца и млади. А как уже говорили предыдущие ораторы, живем мы в очень непростое, я бы сказала даже духовно очень тяжелое время. Како што рекоа претходните говорници, ние живееме во не баш едноставно, би рекла, многу комплицирано доба. И поэтому работа с молодежью, работа с детьми, формирование у них духовно-нравственных ценностей и воспитание их в любви к ближнему является сейчас для всех педагогов мира основной задачей. И затоа работа со деца и млади, формирање во нив духовни вредности, поттикнување на нив духовни вредности е голема задача за целото човешко општество. И в этом нам, педагогам, должны помогать деятели культуры, деятели искусства. И во ова нам ни треба помош од страна на дејци на културата, на дејци на уметноста. Ведь через искусство, через этот духовный, эмоциональный процесс восприятия произведения искусства лучше всего информация доходит до сердец людей. Бидејќи преку уметноста, преку емоционален осет на уметноста до децата, до луѓето доаѓаат правилни смисли. И поэтому, создав наш православный кинофестиваль, мы не просто один раз в год собираемся таким православным культурным сообществом и просматриваем фильмы, ведем беседы. Нет, мы, собрав эти фильмы, несем их в широкие слои населения. И не только в нашей стране, но и за рубежом.
так, как вот и мы приехали к вам с теми фильмами, которые были присланы на наш фестиваль. Затоа на нашиот фестивал ние не само што одржувам голем собир на целата православна јавност со собирање, но овие филмови ние ги прошируваме низ нашата земја и надвор, како што сега на овој меѓународен филмски фестивал. За 12 лет нашего фестиваля в коллекции фестиваля собралось около 3000 духовно-нравственных фильмов, игровых, документальных, анимационных. За 12 години на постоењето на нашиот филмски фестивал беа собрани околу 1000 филмови од духовна тематика. Из этих фильмов мы отобрали лучшее и создали методические пособия, как смотреть и что смотреть для школ и детских садов России. Од нив ние направија еден методолошки прирачник за градинки и училишта, што и како треба да се гледа таму. Потому что в настоящее время общий культурный уровень, к сожалению, падает, и смотреть кино, и видеть, и понимать духовную сущность фильмов стало достаточно сложно. Бидејќи сега културното ниво драстично паѓа и разбирање на духовниот аспект на филмови станува се подешок. Использование данных методических пособий, творческие встречи с режиссерами, с деятелями кино, мастер-классы – все это помогает средствами киноискусства помогать человеку освоить духовное пространство современности. Користење на методолошки прирачници, средби со културни и филмски дејци, многобројни работилници им помагат на гледачата да го разберат духовниот аспект на филмовите. И я очень благодарна и восхищаюсь организаторами фестиваля «Покрова Пресвятой Богородицы» в Македонии, которую организовала удивительная женщина Зорица Костовски. Вот низкий ей поклон за это. Она взяла на свои женские плечи очень большой труд, потому что организовать подобного рода мероприятия очень сложно. И я сум многу восхитна и много сум благодарна на госпоѓа Зорица Костовска, организатор на овој фестивал. Нисок поклон до неја, бидејќи таа преземе врз себе си многу голем товар за духовното кино. Я очень прошу и деятелей церкви, Македонской церкви, и деятелей государства поддержать всячески это начинание, потому что Бог даст, с этого кинофестиваля будет расширяться духовная зона, духовная красота, будет больше наполняться духовной красотой земля Македонии. И јас би сакала да ги замолам представници на Македонската православна црква, представници на власта на Македонија да го поддржат овој фестивал, бидејќи со овој фестивал може да биде проширена духовна зона, духовна убавина на ова прекрасна земја Македонија. Да будет покров Пресвятой нашей Девы Богородицы над всей Святой Македонией, и дай Бог вам всем доброго здравия на многое и благое лето. Да биде богородичен покров на
над целата Македонија и да биде здравие и много лета на Македонија и македонскиот народ. Ви благодариме, Матушка Софија. И да не заборавам да ве поканам утре во 12 часот и 30 минути на малата сцена во овој ист театар, да ја проследите договорената трибина на која што Матушка Софија ќе одговори на повеќе прашања, а најмногу ќе бидат фокусирани на тоа колку филмот и телевизијата можат да помогнат во развојот на мирот и повисокиот морал во општеството. И благодариме на руската група Чајка за композицијата Слава му Бога за се. И ве покануваме на денот на руското духовно кино, кога ќе бидат прикажани руските филмови Најдено, Икона, Покров, Поинакви луѓе и Елисавета Феодоровна Библиско сиже, од кој дел се на Неофит студио. Ве покануваме сега да ги погледнете трейлерите на филмовите Царица, Свети Кирил и Методи и филмот Најдено. Oh
говорится, помогает нам. Это вот обед. Здесь подвязали старцы отец Иосиф, Исихаст, известный подвижник, старец Ефрем. Сейчас игумен Ефрем, тоже духоносный старец, который с Божьей помощью братья управляют их жизнь ко спасению. Ну и находясь здесь в монастыре, глядя на лица братьев, видно, как они умиротворенные, благодатные, подвязающиеся смирению, любви к Богу, ближним. Все сосредоточить на спасении души. Монахи написали икону, они ее пишут около 3 лет. И вот по милости Божией, по изволению Матери Божией, вот этот образ приедет в Данилов монастырь, ну а потом в будущий скит в село Новолуково в Русском районе. Давайте, держите икону, вытащите. Саша, держи. Скит через икону Божьей Матери Царицы, единственный мужской, по благословению патриарха, будет устрояться от Данилова монастыря. Пресвятая Богородица, благослови образ сей. Множество людей сейчас болеет из-за грехов, чтобы эта икона укрепляла народ наш в вере, в благочестии, и люди получали исцеление для дальнейшей жизни во Христе и во спасении.